Добар ден, ученици. Јас се викам Даниела Митева и сум наставник при Општинското основно училиште Маршал Титов во Струмица. За денес ја имаме наставната содржина евроинтеграцијските процеси на Република Северна Македонија. Оваа наставна содржина е дел од темата Европска унија, која што се реализира по предметот Општество во 5-то оделение. Оваа наставна содржина се реализира како биоактивност преку проектот Јакнење на меѓуетничката интеграција во образованието, кој што проект е поддржан од Бирото за развој на образованието и Детската фондација Песталоци. За оваа наставна содржина вам ќе ви бидат потребни лист хартија и моливче. Секојдневно во непосредното обкружување постојано слушаме Европска унија и од медиумите, и во семејството, и меѓу врсниците, и во училиштето. Она што како задача на почетокот би сакала вие да ја изработите е преку ГРОС методата, која што вам веќе добро ви е позната, да напишете 5 зборови кои што ве асоцираат на поимот Европска унија. Што е она што прво ќе ви падне на ум кога ќе слушнете за Европска унија? Јас размислував во оваа насока. Диалог, мене Европската унија ме асоцира на диалог, на еднаквост за сите граѓани, владење на правото, толеранција, почитување, меѓусебно почитување. Европската унија е основана во 1993 година со претходно договорот во Махстрит, кој бил склучен во 1991 година. Меѓутоа, идејата за формирање на Европската унија уште многу одамна ја дал Виктор Иго, кој што на големите сили им посочил дека сите проблеми и недоразбирања кои ги имаат помеѓу себе можат да ги решаваат со диалог, со разговор, на маса, а не преку борба и војна. Првите 6 држави кои што ја формирале Европската унија се Франција, Италија, Луксембург, Шпанија, Белгија и Германија. Овие 6 држави помеѓу себе се договориле за слободен трансфер на стоките, слободно движење на луѓето, владење на правото, еднаквост за сите. Основни критериуми и правила на кои се заснова Европската унија се политички, економски и институционални. Земји членки на Европската унија, денес Европската унија има вкупно 28, односно 27 земји членки и 5, односно 4 земји со кандидатски статус. Знаеме дека до неодамна Велика Британија беше дел од европското семејство, меѓутоа таа излезе од Европската унија. Земји кои што денес се членки на Европската унија се Белгија, Италија, Франција, Луксембург, Холандија, Германија, Данска, Ирска, Грција, Австрија, Португалија, Шпанија, Финска, Чешка, Кипар, Шведска, Естонија, Литванија, Летонија, Словенија, Полска, Унгарија, Словачка, Малта, Романија, Бугарија и Хрватска. 5, односно 4 земји се со кандидатски статус, а тоа се Србија, Исланд, Турција и Црна Гора. До неодамна и Република Северна Македонија беше земја со кандидатски статус, меѓутоа таа
од пред неколку седмици доби покана за членство во Европската Унија. Она што како следна задача би сакала вие да ја разработите, драги мои ученици, е да напишете преку табелата кои се позитивните, а кои негативните карактеристики на Европската Унија. Јас би ви посочила како позитивна карактеристика е слободното движење на граѓаните на земите членки на Европската Унија. А како негативна карактеристика е тоа што Европската Унија сите одлуки мора да ги носи едногласно, а не со мнозинство гласови. Република Северна Македонија на патот до влез во Европската Унија. Како млада и можне мала земја мораше да менува закони, правила и прописи внатре во државата. Да развива свест кај народите за меѓусебно почитување и помагање. Толеранција, еднаквост за сите. Владење на правото. Значајни датуми на патот до влез во Европската Унија се: во 1995 година државата воспостави дипломатски односи со Европската Унија. Во 1996 година е потпишан билатерален договор. Во 1997 година е потпишан договор за соработка. Во април 2001 година е потпишана спогодба за стабилизација и асоциација. Во 2004 година е донесена Националната стратегија за интеграција. А на 15 декември 2005 година Република Северна Македонија се стекна со кандидатски статус. Во периодот од 2007 до 2009 година е донесен Национален развоен план како предпристапна економска програма. Процесот на водење на преговорите се одвиваше со тоа што сите преговори се билатерални и се одвиваат помеѓу земјата кандидат, во случајот Република Северна Македонија, и сите земји членки на Европската Унија. Преговорите се помалку политички, а повеќе стручни и експертски, и во нив треба да се има поддршка од сите земји членки на Европската Унија. Сите преговори или критериуми се исполнуваат постапно, со отварање на отделни поглави, а процесот на затварање на поглавието до конечна реализација се усогласува на следниот начин. Најпрво, Директоратот за проширување иницира процес за подготовка и заеднички став за сите земји членки. Потоа, се вршат консултации со земјата, како и со други директорати во комисијата. Следува експертска оценка на преговарачкиот став. Следува подготовка на драфт преговарачки став. На крајот Советот на министри го разгледува ставот и ако го усогласи, го доставува до Корепер. Република Северна Македонија денес е земја која доби покана за влез во Унијата. И заедно со големите сили ќе биде најпрво како земја наблюдувач, а потоа по исполнување на одредени критериуми заеднички со останатите земји членки ќе одлучува за важни прашања за граѓаните на сите земји кои се дел од Унијата. Како последна задача за размислување би ви дала да напишете каде ја гледате Република Северна Македонија по 10 години во однос на напредокот на земјата како земја членка на Европската Унија. Во кои области сметате дека ќе биде поуспешна од денес? За крај, порака до сите вас, драги мои. За секој постигнат успех потребно е труд. За да имаш вистински пријатели околу себе, потребно е да се биде исполнителен,
трпелив, а за да се оствари посакуваната цел, најважно е да се биде упорен и никогаш да не се откажувате. Исто како што политичарите беа упорни и само така ќе постигнете успех. Посакувам убав ден и секое добро.